Златото од Иловица ќе почне да се копа најдоцна за 5 години. Канаѓаните подпишаа договор со кој се обврзуваат да инвестираат $500 милиони и да вработат 500 работници. Покрај рудникот ќе градат и фабрика во која ќе се преработува концентратот од бакар и злато. За 5 години Euromax Resources, канадската фирма што ќе експлоатира рудата кај Иловица, треба да изгради фабрика за преработка на концентратот од бакар и злато. Представници од Euromax го подпишаа договорот за концесија. Планираат да инвестираат $500 милиони, да вработат околу 500 луѓе. Треба да се осигура дека овој рудник е изграден врз основа на највисоките еколошки стандарди и врз основа на стандардите на светската сцена. Првото злато и бакар ќе се произведуваат, тие ќе бидат концентрат и ќе бидат транспортирани преку железница најверојатно на средината на 2017. Постои 2-годишен период за изградба, така што мислам дека ќе почнеме со изградбата за 3 години и за 2 години ќе почне самото производство. Што се однесува до работните места, очекуваме околу 300 вработени во текот на фазата на изградба, а штом целосно ќе почне да работи околу 500. Канаѓаните потврдија дека рудникот Иловица ќе биде еден од најголемите за бакар и злато во југоисточна Европа. Целиот концентрат ќе се извезува најверојатно во Германија, а производната линија со несовремена опрема ќе работи во следните 20 години. За Македонија, оваа инвестиција значи прилив на капитал и нови работни места. Овој рудник за злато и бакар ќе биде дефинитивно најголемиот рудник во југоисточна Европа. Освен тоа, во индиректна смисла, оваа инвестиција ќе значи имплементирање на нова технологија и подигнување на нови повисоки стандарди во овој сектор и развој на нови млади кадри, кои во изминатиот период поради стагнацијата на рударскиот сектор стана дефицитарни. Според истражувањата, Иловица крие околу 130 тони злато и околу 700.000 тони бакар. Освен на Иловица, Euromax вршат истражување во западниот и во јужниот дел на земјава.